Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Денешната тема е колку работниците се заштитени на своето работно место. Ќе разговараме со Милан Петковски, председател на Македонското сдружение за заштита при работа и секретар на Советот за безбедност и здравје при работа. Добар ден, господине Петковски, ви благодарам што ја прифативте поканата да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден и благодарам што ме поканите да бидам ваш гост. Ви благодарам. Моето прво прашање е колку работниците се заштитени на своето работно место? Доколку се обидам да дадам некоја си генерален заклучок, веројатно би погрешил. Има компании во Република Македонија кои максимално се грижат за безбедноста и здравјето при работа на своите вработени, но исто така имаме и лоши примери, лоши компании кои што сметаат дека безбедноста и здравјето при работа е комодитет кој тие не можат да си го дозволат. Оттаму сведоци сме дека во Република Македонија се гине на работното место. Барем од она што можеме да го следиме во медиумите, она што можеме да го видиме на порталите. Едноставно имаме речиси секоја недела во Република Македонија дека некој гине на своето работно место. Да не заборавиме дека не сакам сега цела емисија да ја преточиме во тоа да говориме статистика. Но едноставно, доколку не бидеме свесни за опасностите кои се присутни на работното место, дека не бидеме свесни дека доколку не ги организираме соодветно работните процеси, секогаш ќе се соочуваме со повторување на ненаучената лекција. А тоа е подобро превентивно да делуваме, отколку да дојдеме во ситуација да се справуваме со последиците. Последните законски измени се стапени на сила од 2007 година. Може ли да направите една паралела? Колку до тогаш биле заштитени работниците, како е сега? Дали има намалување на смртноста, на повредите на работно место? Само една забелешка во однос на 2007 стапи новиот видоизмен закон за безбедност и здравје при работа, кој претходно имаше формулацијата заштита при работа. Затоа и често пати денеска и кога говорите со луѓе обично се разбираме кога зборуваме за заштита при работа, заштита на здравјето и безбедност и така натаму. Но во 2007 година со усилбите на Република Македонија да се присоедини на поголемото европско семејство, направивме исчекор во транспонирање на Европската директива 89391, тоа е рамковната директива за безбедност и здравје при работа, истата ја преточивме во национален закон, поточно закон за безбедност и здравје при работа. Од тогаш до сега, истиот самиот тој закон има претрпено многу измени, така да ако го цитирам еден од главните би рекол водачите на донесувањето на тој закон, денешната форма на законот веројатно и нема да можете да ја препознаете споредбено со на 2007. Многу од работите кои не треба да бидат се ставени во законот. Тука алудирам на делот на полагање на стручниот испит за безбедност и здравје при работа, каде што со некои си 30 на члена е направено детално објаснување како се полага стручниот испит за безбедност и здравје при работа, отколку, например, да се решава системски проблемот со безбедноста и здравјето при работа. Од друга страна, па имавме последните измени се однесува, не ги говорам оние за носењето оружје, него по-круцијалните, каде што се стави поголемо значење на улогата на председателот на синдикалната организација и на представникот на синдикатот, воедно и представникот на вработените за безбедност и здравје при работа, каде што буквално истите ингеренции кои или би се коригирал, би рекол истите обврски кои ги имаше работодавачот, сега се ставаат и на синдикалните представници. Често пати во комуникација со нив ги прашувам дали едноставно знаат за што станува збор. Можам со сигурност да кажам дека поголемиот дел од нив не знаат. Затоа кога би направил една ретроспектива, веројатно законот самиот по себе е, ако се договориме дека го имаме истото разбирање по однос на терминологијата, е договор помеѓу страните, во случајов работници, работодавачи, државата, каде што се детерминираат правилата за игра, поточно правилата за безбедност и здравје при работа. Веројатно направивме премногу интервенции за да ја имаме почетната игра со она што имаме денеска.
Од друга страна, кога би го споредувал законот од 2007 со тој претходно 98 каде што беше исто така закон за заштита при работа, поточно тогаш беше донесен, би рекол дека самиот овој нов закон донесе одредени новитети, како што е институтот за проценка на ризик. Институт кој всушност подразбира дека во Република Македонија не постојат работни места на кои нема ризик. Доколку не работите, само тогаш нема ризик. Но и тие ризици кои се присутни на секое работно место мора да бидат соодветно оценети. Сега, бидејќи земјава наша Македонија е земја на исклучоци повеќето, отколку што сакаме или тежнееме да се држиме до правилата, често пати јас сретнувам како професионалец одредени така наречени проценки на ризик кои не одговараат на одредени работни места. Но веројатно и за тоа е потребно време да се оддели, веројатно е потребно луѓето да се изврзираат, да станат поголеми професионалци и наместо да повеќе теоретишаме, многу повеќе во практиката да работиме. Кои се најризични професии? Градацијата на најризично, помалку ризично, веројатно зависи од тоа многу голем склоп или систем на причинители кои би довеле до одредена професија која и навидум не е ризична, да стане ризична и да биде животно загрозувачка. Постои мислењето дека градежните работници се тие кои веројатно работат во работат на најопасните работни места. Но гледано од друг аспект, барем според онаа статистика која водиме во Македонското здружение за заштита при работа, а воедно беше предмет на мојата магистерска теза, е дека веројатно оние на кои најмалку сметаме, тоа се земјоделските работници, највеќе гинат во Република Македонија кога станува збор на несреќи на работа поврзано со работниот процес. Но за некој си чудо, тие некако не успеваат да бидат предмет на онаа обсервација која би требала да всушност она како што напомнав на почетокот, да не научи на лошите лекции или на лошите примери, за да не ги повторуваме понатаму. И денес кога ќе прочитате во весниците дека се превртел трактор и загинал неговиот возач. Најчесто се тоа луѓе кои припаѓаат на оние помали самовработени семејства кои што или се помали деца или се постари луѓе. Едноставно не го добиваат онај медиумско внимание, не го добиваат како што би се случило доколку се случи некоја несреќа во град. Така. Следбено на тоа, јас си затоа ви напомнав, водиме некоја евиденција од 2007 година. Да напомнам, таа евиденција која водиме е алтернативна, значи не е таа официјална која всушност во државата е регулирана со посебен закон, каде што Институтот за јавно здравје потребно е да ја води таа статистичка активност. Ние, како невладина, професионална невладина организација, решивме од 2007 година, бидејќи не ни се веруваше тоа што го гледавме. Бевме во друштво некако со земјите, со нордиските земји. Бевме во друштво со Норвешка, бевме многу подобри од Швајцарија во однос на несреќи на работа. И гледајќи дека нешто премногу некои розови научари имаме ставено, решивме да ја истражиме малце подлабоко и да покренеме еден систем на анализа на несреќи на работа, кој што стигнува како информации до нас. Најчесто информациите ги собираме од медиумите, ги собираме од дневните вестници, ги собираме од интернет порталите и така натаму. И одлучивме да самите тие како информации не бидат предмет на ајде да кажеме, пристрасно толкување. Решивме да воведеме една статистичка метода, развиена повторно од Европската унија, таа е така наречена ESAF методологија, каде што истите ги класифициравме и ги стававме во контекст на место на случување, на пол на случување, на ден во неделата, на град и така натаму. И што покажуваат тие бројки? Па, интересно е да се забележи дека трендот, она што и го спомнав на почетокот, е дека во Република Македонија еден ќе загине во текот на една недела во годината. Значи, ако имаме 52 недели, сега карикирам, некаде околу
приближно 45 луѓе, 40-45 луѓе ќе загинат. Сега, од популација која претходно, нели ви споменав дека и правевме друштво на Норвешка, а бевме многу подобри од Швајцарија, со оваа евиденција се менува сликата и доаѓаме во ситуација дека многу поблиски сме на југот, поточно до афричките земји, него што сме до горе на нордиските, каде што сите по дефиниција сакаме или тежнееме да бидеме. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки е Милан Петковски, председател на Македонското здружение за заштита при работа. Господине Петковски, претходно разговаравме за високиот степен на смртност кај лицата, односно по еден смртен случај неделно. Како да се промени ваквата состојба? Пред се треба да ја научиме лекцијата и треба да ги разбереме причините зошто се случува. Значи, несреќите самите по себе не се некој акт на виша сила. Најчесто нашиот народ вели така му било пишано или така и било пишано, него едноставно се сплет на околности кои доведуваат до несреќи на работното место. Македонија како земја мора пред се да се ослони на својот интелектуален капацитет и да ги расчлени, како што ги напомнав, причинителите за настанување на несреќите на работа. Од кога тоа ќе го направи, мора пред се да обрати многу повеќе внимание на практичните активности, отколку само на пишаните. Значи, самиот по себе законот, ме прашавте во претходниот сегмент на емисија, ме прашате за законот. Законот самиот по себе представува, како што ви реков, договор кој е ставен на хартија. Но ако не го почитуваме, ако правилата не важат за сите, тогаш ќе дојдеме до ситуација дека имаме многу повеќе исклучоци него што имаме пракса. Од друга страна, еден од најтешките предизвици кои ни престои е менување на нашата свест по однос на пристапот кон работата. Значи, не значи тоа дека не ми се случувало мене 20 години, јас така го работам ова 20 години и дека нема да ми се случи веќе наредниот ден. Веќе наредниот ден може да биде касно. Веќе наредниот... Градежните работници, например, согласно законот, тие мора да носат заштитна опрема. Меѓутоа, сведоци сме дека не сите ја почитуваат. Како да се промени ова? Работникот треба да биде свесен дека таа заштитна опрема може живот да му спаси, меѓутоа едноставно не сака бива да носи. Значи, најлако мислено би било сега, ајде да ододиме со стапот и моркова, значи казни и награди. Но едноставно тоа самото по себе нема да го реши проблемот. Едноставно проблемот лежи, затоа ви реков, во култура на однесување во однос на работниот процес. Ако се обидеме ние да ги едуцираме нашите дури дечиња со добри примери на тоа што значи да имаш работна етика, што значи да ја немаш, мислам, ајде да се вратиме наназад. Првите работи што ги учиме нашите деца е немој. Значи, не пипај во струја. Немој да си играш со остри предмети. Но некако со текот на времето ние забораваме на тие едноставни правила и сметаме дека сега кога сме одраснале, ние имаме слобода да одлучуваме во однос на тоа како ќе делуваме. Да, ја имаме слободата, да, на некој начин и ги трпиме последиците заради нашите одлуки, но да не забораваме дека ниеден од нас не е единка самата по себе. Него сите спаѓаме во малце поголем дел, поголемо семејство на кое припаѓаме. Сите несреќи кои се случуваат на работното место не го одвојуваат човекот кој загинал само од работниот процес. Едноставно има многу поголемо влијание на неговото семејство, на самата микросредина каде што тој припаѓа. Ако вие видите дека сте го тргнале таткото на едно семејство, ако видите дека сте отргнале мајката, а тие имаат 2 деца просек, колку што има македонското семејство, па што мислите, на кого се оставени децата? Тие од човек кој допринесувал, создавал дополнителна вредност, а значи заработувал, колку и да била платата во Република Македонија, но прави дополнителна вредност, вие го тргате од равенката и најнаш ги преквалификувате. Сите ние што зависат од него, повеќе не зависат од него, него ќе зависат од социјалната помош која државата оделува. Што покажуваат, извинувам што ве прекинувам, статистичките податоци, на која возраст има најмногу повреди и најмногу смртни случаи? Би го направил тој целиот профил на крајот, но сакав само бидејќи ова е емисија за бројки.
Најчесто се шпекулира дека во светски рамки несреќите при работа чинат околу 4% од бруто националниот приход. Значи, доколку тоа го преточиме во наши разбирливи пари, веројатно во Република Македонија 200 милиони се потребни за да се компензираат некаде штетите кои настануваат од несреќите на работа, но овде ќе ги вклучам и професионалните заболувања, за кои би сакал на крајот да се обратам. Во однос на профилот на еден македонец, најверојатно, според повторно ќе се навратам на анализата која ја правев, најверојатно доколку живеете во Источна Македонија и сте некаде во градовите Македонска Каменица, Берово, доколку сте некаде на возраст од помеѓу 50 и 60 години, доколку работите во месецот јули, на почетокот на неделата, и доколку сте во, како што е наповнав претходно, работите во земјоделството, најверојатно вие сте веќе следниот на кој ќе му се случи несреќена работа. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Господин Петковски, што се обврзани фирмите за да ги заштитат своите вработени? Кои услови треба да им ги обезбедат? За да се намалат овие повреди на работно место, па дури и смртни случаи. Може повторно да ги поделам оние што се законски побарувања, а понатаму што е добрата пракса. Според законските побарувања, потребно е при вработување секој од ново вработените да биде испратен на медицински преглед. Иако често пати е дебата зошто морам да ги праќам, зошто тие ме чинат и така натаму, сепак користи има директно работодавачите знаат дека човекот кој всушност го примаат на соодветното работно место, покрај тоа што е интелектуално способен од интервјуто за работа, тој всушност и физички е способен и има предиспозиции да ги исполни зададените обврски. Значи, тоа е една од работите кога вработувате нов. Понатаму имате обврска истиот да го обучите за безбедност и здравје при работа, поточно да го воведете во самиот процес на работа, што се неговите задачи, што се ограничувањата на работниот процес, што треба, а што не треба да прави и како да делува во одредени ситуации. Тоа произлегува од онаа обука за прва помош, тоа произлегува од онаа обука за безбедност и здравје при работа, тоа произлегува од онаа обука за прва помош, спомнав, но мислев за пожарна заштита. Да. Од друга страна, кога веќе ќе го вклучите во работниот процес, вие како работодавач потребно е да имате направено, го напомнав на почетокот на емисијата, проценка на ризик на работното место, која е основа за изјава за безбедност на работодавачот. Сега, проценката на ризик е направена, е изведувана од страна на стручно лице по безбедност при работа, во соработка со лекар по медицина на труд и со назначено лице од страна на работодавачот. Тука се анализираат сите можни ризици на работното место, сите можни нокси, сите можни штетности и врз основа на тие се дава суд, поточно се дава мислење за кое се рангира бројчано во која група се наоѓа, дали е нискоризично, дали е високоризично, што мерки е потребно да се превземат и така натаму. Ова му се дава на работодавачот и следбено на тоа му се даваат и конкретни активности кои треба да ги превзема. Следбено до тоа работодавачот дава изјава за безбедност и здравје при работа дека разбира за кои ризици станува збор, дава изјава што е потребно да направи и често пати ова им го зборувам дури на работодавачите дека е тоа во малце вулгарен жаргон, тоа е јажето кое сте си го купиле за да се обесите. Но не сакам да го гледаме така, нели, дефетистички, сакам многу повеќе да им предочам дека нив тој документ им користи за да бидат свесни за тоа што се случува кај нив во работните процеси. Оти да не се повтори на нашата народна, кај грнчарот секојаш грнето е скршено. Значи најчесто сме слепили, тоа е така наречено професионално слепило за работи кои ни се секојдневни, ние на пример дури ги ставаме во сликата на препознаено, но не е опасно, кое може да биде причинител за потенцијална некоја опасност. Од друга страна, кога веќе според ризиците кои се детерминирани, потребно е да се пристапи кон организирање на работниот процес, поточно системски мерки. Поведе.
Така, не, слушам, мислам да, дека. да. Системски мерки се применуваат, каде што самиот процес потребно е преку сет на мерки се доведува во ситуација да се избегнат ризиците. Доколку не е возможно тоа да се направи, се презимаат техничко-технолошки мерки, значи се херметизира процесот, значи се доведуваат механизација која може да го олесни или да го замени ризикот и така натаму. Доколку и тоа не е возможно, се применува сетот на лични заштитни мерки, кој всушност се како последна инстанца предпоследната. Последната е кога не може да делуваат ниту една од овие мерки, доаѓате во ситуација да го запрете работниот процес. Кои се правата на работниците доколку работодавачот одбие да го направи се ова? Сега пак ќе навлеземе во делот на теорија, затоа што правата според Законот за безбедност и здраве при работа е дека може да го одбие работењето. Значи пишува во членот на законот дека може да го одбие. Колку тоа во пракса се практикува, веројатно ќе се навратам на една дефиниција која ја имам неколку пати кажано до сега, е тоа дека ние најчесто со нашето најверојатно правиме компромис. Значи, најчесто со нашиот живот правиме компромис. Значи, доаѓаме во ситуација дека да, ние се противречиме, кажуваме, ама сепак доаѓаме во ситуација заради повисоки цели, а тоа е да ја задржиме работната позиција, да го задржиме работното место и така натаму. Многу ми е, се наоѓам некако, имам нелагодност кога зборувам за делот на работодавачите кои едноставно се глуви на сугестиите од страна на вработените. Не го зборувам ова на празно, него едноставно ако вие целиот свој процес, целата своја машина за создавање на дополнителна вредност ја ставиле на грбот, да кажеме, на луѓе кои ги познавате, непосредно ги познавате. И ако тие ви кажуваат за одредени ситуации дека се ризични или може да го застанат целокупниот процес, затоа што несреќа при работа која ќе се случи, не продолжувате вие веднаш, него потребно е да дојде полиција, потребно е инспекција, засто имате, па имате, да кажеме, исплати по однос на компензации, имате судски парнични процеси и така натаму. Така да имаше една споредба дека за секој денар вложен во безбедност и здравјето при работа, 10 денари се потребни за да ги санирате последиците на истата. И сега, кога работодавачите не можат да го разберат тоа, кога се најдени во ситуација да се оглушуваат заради тоа што се, верувам, и тие се луѓе, и тие се притиснати по друга страна на оние што плаќаат за нивните услуги. Кога се наоѓаат во ситуација да притискаат или да го пренесуваат притисокот кон вработените, тоа е системно поврзани садови. Веројатно, експлодирањето на експрес ленецот ќе се случи доле, но последиците ќе ги имате вие како работодавач. Затоа апелот е многу повеќе да се посвети внимание на двонасочната комуникација. Каде што слушнете ги, често пати луѓето кои се директно во непосредниот процес вклучени, најчесто ги имаат и решенијата за одредените процеси на работа. Доколку имаат проблем со одредена постапка, веројатно постои некое научно решение кое ќе го бајпасира, ќе го надомести, на друг начин ќе го разреши тоа. Не треба на прва да се доаѓа и да се кажува, а сега навлегувам во делот на идеални услови, на прва да се навлегува и да секојаш имаме не како одговор. Едноставно, некои решенија се многу поевтини, доколку и напрвом изгледаат високи, отколку, како што реков, да се справувате со самите последици од несреќите. Имате ли податоци колку компаниите, колку работодавачи се казнат изминатиот период по однос на кршење на законот? Тоа е уште едната мистерија која веројатно треба доправо да истражам и во овие судските кулари да видам каква е таа статистика, но знам дека доста ревностно, малце ќе вратам темава еден чекор поназад, а тоа е доста ревностно, трудовите инспекции се на терен и вршат редовни инспекции. Веројатно многу повеќе околу оваа тема, околу делот на инспекциите може да зборува, да кажеме, представник од трудовите инспекторат, но колку што знам, во изминатиот период тие се и те како главниот двигател на подигнување на свеста кај работодавачите
и кај работниците по однос на задолжителното придржување до правилата за безбедност и здравје при работа. Така има простор да се работи, тука веројатно со сигурност 100% можам да кажам дека има, но една од работите која се уште и денеска е мистерија за мене е колку имаме случаи на осудени, колку имаме случаи на правни, на физички лица кои се директно поврзани со одредени несреќи на работа. Често за да не биде пак некој облаче во која зборуваме, имавме пред некој време несреќа во непосредна близина на Скопје каде што загинаа луѓе во една фабрика за пиротехнички материјали. Се уште не знам докаде е тој процес, например. Не знам што се случи со онаа фабрика за плински боци во Пехчево. И така натаму. Тоа се неколку примери кои веројатно судските институции би било корисно да ги објавуваат, чисто заради повторно на лекција научена, за да знаеме кои биле ситуациите, кои биле причините кои довеле до таа конкретна ситуација, за да не ни се повтори. Нека ги пречкртаат имињата, нека ги пречкртаат фирмите, нека ги затемнат сите тие лични податоци, но механизмот кој довел до несреќите, тоа е тоа што му е потребно на професионалецот за да разбере и да препорача понатаму што не треба да се практикува. Моето последно прашање до вас, господине Петковски, е кои се вашите очекувања? Дали сметате дека ќе се зголеми свеста кај луѓето, кај работниците и кај работодавачите, дека здравието и безбедноста при работа се пред се? Видете, во комуникација со моите колеги, често пати се охрабруваме едни со други за тоа каде сме биле, каде ќе бидеме. Веројатно, како што реков, кога сте во некој процес, веројатно имате некој професионално слепило и не гледате во која насока се движат, но ќе се обидам да се дистанцирам и ќе дадам една оценка дека имаме подобрување по однос на безбедноста и здравјето при работа во Република Македонија. Но она што ќе го забележаме дека немаме толку слух од страна на соодветните институции во смисол на инстанците, како што се работодавачи, како што се, да кажеме, синдикати, како што е државата, кога станува за итност на делување по однос на одредени прашања кои го тангираат безбедноста и здравјето. Зашто го зборувам? Не дека ние не се состануваме и не разговараме. Далеко од тоа. Многу повеќе сакам овдека да предочам дека можеби е потребно наместо со политички активности да се делува со професионални активности. Конкретно, доколку се увиди дека одредена постапка или, еве да кажеме за студио, потребен е одреден стандард да се направи вако и вако студио, онда да го применуваме сите. Ако се договориме дека потребно е за работници кои работат во градежништвото да носат лична заштитна опрема, да носат. Не може за правилата да важат за некого не. Не може, например, често пати и во тај така жаргонски разговор да зборуваме со сета должна почитна и на правници, на економисти и така натаму. Не може празник да ги дефинира техничките мерки за заштита правата. Тука дали се потребни високите казни се едно од решенијата? Јас генерално да, хајде, сакав да ви одговорам дека не сум присталица на казни. Јас многу повеќе сум човек кој верува во тоа дека разговараме со интелигентни битија. Но повторно, затоа и застанав, направив една пауза, затоа што веднаш се вратив на основното правило, тоа е дека едукацијата е таа која всушност треба да биде уште од најмала возраст. И да се негува и да се говори за работна етика. Да не говориме ние за казни, последици, црни статистики, него многу повеќе да говориме за начин како системски ќе го решиме ова прашање. Казните се секако дел за оние кои се најнеразбрани. Има еден многу добар пример каде што секој сакаме да бидеме некаде таму на север. Каде што доколку еднаш дојдат и ви кажат или што треба да направите, се оглушите, втор пат ќе дојдат, ќе се оглушите, трет пат, не само што ќе дојдат со болничко возило и лудачка кошула, него ќе ви ги достават и сметките, за да си ги покриете и тоа што сте го сгрешиле, а и за тоа што болничкото возило ве испратило на 6-месечен третман во некоја од тие соодветни институции. Веројатно не разбирате чим е таква работа.
Господин Петковски, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки во Радио Слободна Македонија. Ме беше чест. Благодарам. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ве информирам и за најактуелните економски настани што ја одбележа оваа недела. Кина подготвува инвестициски пакет вреден 5 милиарди долари, наменет за Источна и Централна Европа. На самитот на шефови на влади, кој се одржа во Суџоу, се обрати премиерот Груевски, кој истакна дека Македонија прва ја препозна и ја прифати можноста што ја нуди кинеската влада за финансирање инфраструктурни проекти. Автопатите Скопје, Штип и Кичево Охрид се во длабока фаза на градба, а според Груевски постојат уште многу можности за соработка и реализација на проекти. Низ територијата на Македонија минуваат важни европски коридори и постои голем интерес нашата земја да се вклучи во нови заеднички инфраструктурни проекти во рамките на процесот на соработка 16+1. Македонија успева да сочува стабилна макроекономска политика и да постигнува одлични резултати признаени од реномирани меѓународни финансиски институции. Владата на Република Македонија е цврсто посветена на привлекување странски инвестиции и отворена за кинеските инвестиции. И кинеските компании се заинтересирани за ширење на бизнисот во овој регион. Истакна кинескиот премиер во обраќањето на самитот на кој присуствуваа 16 државни делегации. Народна Република Кина е заинтересирана за инвестиции во инфраструктурата, особено во делот на инвестирање во патишта и железница, градежништво, информатички технологии, земјоделство, а досегашните самити покажаа дека секоја од владите работи напорно за достигнување на понапредни нивоа на соработка. Политичката доверба на страните го сигнализира огромниот потенцијал за економска соработка, трговија и инвестирање со и во земјите на Централна и Источна Европа. Во моментот кинеските компании се подготвени за инвестирање во државите во Европа. Инвестицијскиот пакет е 5 милиарди долари и мислам дека инвестициите би растеле за половина од оваа сума во наредниот период. На економско-трговскиот самит во кинескиот град Суџоу присутни беа над 1000 фирми од Европа и Кина, а македонскиот бизнис сектор предводен од Сојузот на стопанските комори, меѓу нив ги бараше потенцијалните партнери. Се надеваме дека македонските компании ќе ги искористат конекциите кои што ги воспоставивме за време на форумот и секако дека ќе произлезат конкретни проекти, особено во оној дел каде што македонските компании ќе ги пласираат своите производи на кинескиот пазар. Кинескиот премиер вели дека тамошните компании се подготвени за влез во Европа, но ги повика и европските компании да вложат во големиот кинески пазар. Се надевам дека инвестициите на кинеските компании во Централна и Источна Европа ќе растат најмалку двојно. Јас денес им посакувам добре дојде на компаниите од вашите земји и ги повикувам да инвестираат тука во Кина. Вкупниот обрт на кинеските компании во Централна и Источна Европа достигнуваат до 40% од вкупниот обрт на Кина во цела Европа. Македонија е отворена за кинески инвестиции, вели премиерот Груевски. Таа е првата земја која постигна договор за парите од кинескиот државен фонд за поддршка на инфраструктурни проекти во Централна и Источна Европа. Веруваме дека секоја држава, независно од големината на нејзината територија или население, може да го пронајде своето место под сонцето на глобалната економска сцена. Република Македонија веќе ја препозна и прифати можноста понудена од страна на владата на Република Кина за финансирање инфраструктурни проекти во рамките на формираниот кредитен фонд со Варшавската иницијатива. Македонија е првата држава која што потпиша конкретен договор за искористување на дел од предвидените средства за овој регион, имплементирани во изградба на двете нови автопатски делници, кои во моментов се во фаза на изградба. Издадена евроврзница вредна 270 милиони евра. Рокот на враќање е 5 години, односно до 2020 година, соопшти министерот за финансии Ставревски. Каматната стапка е под 5%. Со овие пари се обезбедува финансирање на проектите предвидени во буџетот, како и пари за повисоки пензии и социјални трансфери, вели Ставревски. Ние уште кога владата ја донесе одлуката за издавање на евроврзница, донесовме одлука дека таа ќе биде до 500 милиони евра, а не 500 милиони евра како што информира некои портали кои што веројатно сакаат да создадат друга слика. Второ, рековме дека ќе го истражиме пазарот и зависно од условите на пазарот ќе оцениме и колкав износ ќе се емитува и на која рочност.
Што покажа пазарот, односно разговорите со инвеститорите, освен оние убави зборови што ги слушнавме од нив во економскиот дел, каде што се многу задоволни од резултатите во македонската економија, тие искажа и загриженост за политичките случувања во земјава, кои што се составен дел на вкупните случувања, и од тој аспект ние оценивме дека е неправедно и не е во ред Република Македонија да издаде поголема обврзница, бидејќи трошокот во овој период заради политичките случувања е нешто повисок од оној што реално го заслужуваме како земја врз база на економските индикатори. Од тие причини отидовме со овој износ што го кажав, значи 270 милиони евра, и обезбедивме средства, што е најважно за граѓаните, да продолжи стабилноста на македонската економија, граѓаните да се спокојни дека сите исплати од буџетот ќе бидат навремени, дали се тоа пензионери, дали се земјоделци, дали се социјалци, дали се учители, полицајци, војници или било кој што добива средства од буџетот, но од друга страна и стопанството да е спокојно и да знае дека буџетот ќе продолжи да обезбедува добра ликвидност, навреме ќе се исплаќаат и фактурите и повратот на ДДВ, а сите оние проекти што се реализираат каде што голем број македонски фирми се ангажирани за подобрување на инфраструктурата, ќе бидат реализирани со таа динамика што е предвидена. Тоа е вистината, сето друго сепак спаѓа во сферата на политиката. Мерката обука кај познат работодавач ќе се применува и наредната година. Заради добрите резултати кои ги даде досега, владата предвиде 45 милиони денари и за 2016 година. Со овие пари ќе бидат опфатени 340 невработени. Досега преку ваквите обуки реализирани се 700 нови вработувања во 400 компании. Оваа мерка е специјално димензионирана со цел да се даде поголема поддршка за вработување на лицата кои што потешко наоѓаат позиции на пазарот на трудот, се помалце конкурентни и затоа државата во еден одреден временски период финансира дел од трошоците за плата кај работодавците за ангажирање на овие лица со цел да ги мотивира компаниите да земат дел од овие лица, да ги вработат во рамките на своето предпријатие, да ги вклучат во деловниот процес, да поминат обука самите лица кои што ќе бидат вработени со цел да се стекнат определени практични знаења и вештини и потоа по таа обука која што државата ја финансира да се вработат во рамките на предпријатието, каде што повторно работодавците ќе имаат определени средства кои што ќе ги добијат од страна на државата. Полските компании сакаат да инвестираат во Македонија, но немаат доволно информации за земјата. Домашните фирми пак треба да бараат партнери во оваа земја која е огромен поволен пазар и мост меѓу Европа и Русија. За зголемување на соработката формиран е македонско-полски бизнис клуб. Иницијативата за формирање бизнис клуб доаѓа во одлично време, кога односите меѓу двете земји во сите сфери се на високо, завидно ниво. Полска е 22-ти трговски партнер на Македонија. Добриот момент треба да се искористи за да се подобри ваквата ситуација. Се надеваме дека во наредниот период се повеќе и повеќе ќе се продлабочува таа соработка и повеќе македонски производи, поготово во тие сектори, земјоделие, електрика и repроматеријали ќе се извезуваат во Полска. Градежната оператива активно работи на 4 автопатски делници во државата. Се градат 3 нови, а се рехабилитира еден од постоечките автопати за што на терен се ангажирани над 3000 работници. Се очекува со новите проекти во патната инфраструктура бројката до година сериозно да се зголеми. Со изградбата на овие 3 автопатски делници доаѓа до сериозно зголемување на автопатската мрежа во Република Македонија за 50% од онаа која што е веќе постоечка. Особено е битно дека во моментот на патната инфраструктура во Република Македонија се ангажирани 3000 работници, а имајќи во предвид дека во следната 2016 година ќе бидат воведени во градба поголем број на експресни и регионални патишта, ние очекуваме овој број на ангажирани работници на патиштата сериозно да расте, што е добра вест и за зголемување на вработеноста во Република Македонија, но и е значајно за поддршка на компаниите кои што ќе остваруваат дејност во рамките на овие процеси. Владините проекти за пад на невработеноста ги даваат очекуваните резултати. Само преку Македонија вработува и вработување млади до 29 години. Вработени се речиси 18.000 лица. Поддршката продолжува и наредната година. Преку сите овие мерки кои што се како дел од категорија во проектот Македонија вработува, се вработени многу лица, како млади до 29 години, како и останатите категории, или вкупно заедно би биле над 17.000 лица веќе вработени преку овој проект Македонија вработува, каде што ги вклучуваме младите до 29 години.
дека учеството за сите компании е бесплатно. Значи ние им обезбедуваме штандови, тие само се должни да изразат желба за учество и да си донесат свој рекламен материјал. Исто така нормално и за сите наши корисници, невработени лица или лица кои што сака да го променат своето работно место, учеството е бесплатно. Ги покануваме сите заинтересирани да дојдат и на самиот сајм, значи ќе има презентација на работни места од компаниите. Брзо рестартирање на злетовојто раница бараат од Рударската асоциација. Колку подолго трае стечајната постапка, толку ќе биде потешко повторно да започнат со производство. Според најавите, веќе има и заинтересирани компании за нивно купување. Затоа од Македонската асоциација бараат да не се одолговлекува постапката. Работи за рудници со подземна експлоатација, кај што рестартирањето, ако се чека многу долг период, е прилично отежнато. Значи, условите за одржување на редот во подземната експлоатација е специфичен, врзано е со секојдневно присуство на луѓе, на техника, одводнување и така натаму. Овде завршува економската емисија Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 26 ноември со мене уредник и водител Наташа Мерсовска и Владимир Дамјановски техничка реализација. Музиката е од изборот на музичкиот директор Иван Бечковиќ. Јас ве посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.